Почитувани гледачи, добро вечер во ново издание на 24 анализа. Расте бројот на зависници од електронски цигари, кај најмладата популација опфатена со последните години од основното образование или првите години од средното образование, меѓутоа не е само пушењето она што создава зависност, па дури преку електронските цигари, тука е и алкохолот, дрогите, а не помалку и енергетските пијалоци. Вечер возборуваме на оваа тема со моите вечерашни гости, доктор Бехи Енухи, специјализант по невропсихијатрија од ЈЗУ Психијатриска болница Скопје. Добро вечер и благодарам што прифативте поканата. Добро најдов, фала за поканата. Така, Миле Гиновски, господин Гиновски, магистер по криминологија и социолог, рековте да ве најавам. Благодарам и вие што се озвавте долги години и сега како пензионер сте се уште активен на овие теми, работите меѓутоа и цел работен век. И доктор Мартин Петровски од Институтот за јавно здравје Петровски, вам ви благодарам што сте дел од ова издание на емисијата. Должно внимание посветуваме секако на најмладата популација. Таа е она што во иднина нели ќе ги носи процесите, политиките, и затоа ве повикав. Едно истражување што беше споменато некаде околу 20 месецов беше во организација на Даре Џамбас, чинам дека Центарот за лечење на зависности, и така тоа ме алармира дополнително да проговориме на оваа тема за зависностите, бидејќи се спушта границата кон помладата, се помладата популација, особено во користењето на овој вейп тренд, ако не се изразив добро, ќе кажете вие за електронските цигари, наргилиња разни и тоа. Повелете, доктор Михи. Значи, адолесценцијата сама по себе е критичен период, што се зголемува уште повеќе ризикот за употреба на супстанци, вклучувајќи тука дрога, алкохол и електронски цигари. Значи, тука во адолесценција мозокот се развива, особено се развива системот за самоконтрола и емоционална регулација, што дополнително може да го зголеми ризикот од ризични навики, како што спомнавте. Тука влегуваат и електронските цигари, обичните цигари, алкохол и дрога. Така. А дали вие сте забележали во текот на вашето функционирање сега, не само како нели студент по медицина и сега откако имате специјализација, навистина е ова што го кажувам и трендовите што го кажуваат и бројките што го кажуваат, навистина ли сте забележали во текот на вашата работа да се зголемува бројот на најмладата популација, како во да кажете? институцијата каде што јас работам третираме 18 плюс пациенти, меѓутоа во тек на специјализацијата во моето работно искуство сум затекнала многу мали деца во многу рана возраст почнуваат со употреба на нелегални дроги, исто така алкохол и цигари. Така. Одиме со Мартин Петровски од Институтот за јавно здравје. Мартин, вие можете да ни представите практично дел од сондажата што ја правевте, од анкетите што ја правите, што велат тие? Значи, вака овие трендови колку се присутни? Институтот за јавно здравје на секои 4 години, вклучувајќи годините уназад, во 2024 последно го спроведовме ЕСПАД истражувањето, европско истражување за злоупотреба на алкохол, дрога и сите супстанции. Во минатото ги немавме тие некои ставки како овие уреди што ги загреваат тутунските производи, не го согоруваат тутун, и тие се додадени, таа единствена измена, односно сакам да напоменам дека за тие немаме податоци од претходните години, туку само за 2024. Но трендовите во претходните години укажуваат дека имаме пад на употребата на класичните цигари, значи во 2024 33% од испитаниците, ова е истражување направено на учесници од средно училиште, прва и втора година средно. Претходно било во 2019 38%, но затоа кај електронските цигари ова минатата година одговориле 30%, а претходно било 21%. Тоа е 10% покачување драматично. Се должи на повеќе фактори, значи пред се мислам дека многу не е лабава законската регулатива околу поврзана со овие производи, нивната лесна достапност, маркетиншки кампањи таргетирани кон младите се повеќе допираат до нив, им се примамливи и ги потекнуваат да ги слушаат. Изборуваме за тоа причините или еве како начините, како лесно доаѓаат до сето тоа. Се што е некако тренд на запад доаѓа тука, меѓутоа ние како да немаме некои сопирачки во самиот систем за нешто како превентива, нели да делува. Жалното што ќе кажам, како што рековте, се што запад доаѓа тука, може да го искористиме, бидејќи доаѓа со малку каснење, може да ги искористиме нивните практики, нивните искуства во тоа да ги примениме, нивните законски регулативи кои веќе ги има дојдено за да се соборат со тоа. Кај нас за жал и со тоа каснеме.
Па затоа мислам дека е подобро да ги прифаќаме и тие практики, да ги сите споделени искуства кои помогнале во Европската унија, што се покажале ефективни за намалување на употребата на овие супстанции, треба да ги применуваме овде што почесто. Така. Господин Гиновски, цел работен век работите на превенцијата. Јас некаде прочитав вели превенција за зависности е најефикасен лек во борбата со зависностите од пушење, алкохол и дрога. Тинеџерите се најризичната група или најпогодената група. Што велат вашите сознанија, каде најмногу потврла системот? Па токму повеќе од 20 години работам на оваа проблематика и како социолог и како криминолог со така поголемо искуство, практично и теоретско, повеќе практично него теоретско. Навистина размислував каде да почнам во овој воведот, дали од причините или од последиците, али сепак и колегите спомена и причини и последици, за кои показно ќе се навратиме доколку времето ќе ни дозволи. Искрено кажано, дали ќе бидам понатаму загрижен од оваа динамика на ширењето на овие социопатолошки појави, вклучително и овие психотропни супстанции, алкохолот и новите видови, посебно и ова што колегата ги спомна цигарите, затоа што ние од година во година за овие 20 години само констатираме. Значи, искрено кажувам, констатираме дека ни треба, велиме, ќе направиме, ќе воведеме ваква стратегија и токму се сложувам со колегата дека нам ни требаат практики, искуство од Западот. Да, јас тврдам дека тие се внесени во државата, ги имаме, тоа неверојатно добри практики, само нас ни треба да ги тие вклучиме во практиката. За мене најдобар простор и од кај треба да зрачи тоа е образованието. Значи, од таму да тргне, да влезе во семејствата, али за тоа би дошле покасно во таа превенција. И на крајот околу овој воведот, според мене превенцијата најдобро доколку се фокусира на факторите на ризик. Да се откриат кои се тие фактори на ризик кои доведуваат до овој рапиден пораст, што колешката каже дека еве и кај нив сега се соочува со проблемот, односно констатацијата нивна како што забележав, е дека тој рапиден пораст, односно според мене била и се уште се намалува старосната група на малолетници и при тоа само сега се сетив кога ме потсети колешката во една прилика како председател на Државниот совет за превенција од детско престапништво, тој е орган при собранието, кога го раководев со тимот, до мене стигна писмо, реакција од институции дека кај министерот за труд и социјална политика стои список на 32 малолетника кои околу 3,5 месеци се чуваат. Така да тоа е тема за поширока расправа, меѓутоа тоа беше еден сигнал зошто толку се чека, кој се плаши од сето тоа, треба да се излеца, да се расправа. Имаме институции, прекрасен кадар има Македонија. Прекрасен кадар, само треба да се стави во функција, али по теку на дискусијата ќе се отвориме околу овие прашања. Благодарам. Доктор Михи, што мислите вие? Сигурно работите и на причините зошто младите посегнуваат по ова, затоа што им е лесно достапно или затоа што сакаат да пробаат или по овие социјални мрежи што се нели глобални и тоа па читаат таму, гледаат па сакаат и овде да испробаат или се наведува како некоја причина од некаква си анксиозност, страв, што како да кажам, во каква состојба е нашата младина за да посегне по вакви како да ги наречам, артикли, недозволени. Многу фактори се битни за да го воведат еден адолесцент да проба дрога. Првино е да има искуство со тоа, као радозналост. После друга улога има и генетскиот фактор, дали некој во семејството е склон кон зависности или веќе употребувал некоја супстанца. Потоа социјалниот фактор, социјалниот притисок, гледат по социјалните мрежи, се пробува сва и свашта, зашто да не го пробам јас. Меѓутоа, тука играат битна улога и менталните растројства. Не е сигурно докажано дали анксиозноста води кон субстанца, дали субстанца кон или обратно, меѓутоа често е комплексна врска меѓу двата анксиозност и субстанци. Така. Дали има, да речеме, некој што дошол и повторно се подизвлекол малку и повторно почнал со зависности или нема такви случаи? Има уште еден проблем кај нашата адолесценција, начин на самомедикација и самолекување. Огромна е бројката на малолетници што се самомедицираат, дали ја медицираат сама анксиозност,
со група на лекови што ние ги нарекуваме во психијатријата као анксиолитици или лекови против анксиозност од групата на бензодиазепини. Исто така многу злоупотребуваат и со лекови против болка, така наречени опиоидни аналгетици, и тие ги земаат без прескрипција од доктор, значи без ординација на доктор. Тоа е страшен проблем. Значи такви има слободни на пазарот, сакам да кажам, инаку како би можеле без достапноста не знам каква е, не знам како стигнуваат, дали некој во семејството веќе ги користи, дали ги набавуваат од друштво, не знам како достигнуваат до земање на лекот. Факт е дека тие имаат допир до тие средства. Да, сепак има достапност. Еве, доктор Петровски, што велат вашите сознанија, како лесно доаѓаат децата, младите до достапност до вакви лекови? Гледате, ние работиме на превенција, на превентивните програми, нашите истражувања вклучуваат анкети, најчесто кажале не дека ги добиле од членот семејството или ги набавиле од пријателите. Скришно се разбира, не е од членот, како што кажа колешката. За жал имаме системски пропусти во тоа што не знам, дозволуваат некако овие деца да ги набават. Тука дополнително е многу битно што неодговорноста на родителите исто може да напоменеме, бидејќи не знам зашто би оставиле такви лекарства да бидат во достапност на своите деца. А и пред се самото нивно домашно воспитување, зашто не работеле со своите деца да ги воспитат дека тоа не би им требало на нив. Како што кажа Миле, мислам дека коренот на проблемот со зависноста дека децата лежи во семејството. Ако почнеме од семејството, ако се работи од самото семејство, сите позитивни навики, сите перцепции за светот и за животот, сите ги добиваат првично од семејството, понатаму од другите места. Да, како растат децата, се повеќе време поминуваат во училиште со пријателите, но најголемиот денот го поминуваат со семејството. Поголемиот дел се разбира. Вие и како институт за јавно здравје имате отворено и линија, нели, за откажување од пушење, ќе оди на нашата програма нормално како општествено одговорна компанија да помогнеме, нели, во овој тренд што е и за децата. Секој понеделник и среда е отворена таа линија од 11 до 13 часот на бројот 078 294 371, ќе оди ова и на крол или оди додека разговараме сега во текот на емисијата. Ме интересира колку е ползувана оваа линија, колку е користена, дали луѓето знаат, дали се доволно информирани луѓето, па и младите да се јават или барем родителите да се јават. Вака е баш една убава прилика, баш од понеделник имаме нови броеви на линијата, убава можност да ги спромовираме. Бевме претходно достапни на други броеви, но поради некои си нови договори ги добивме овие броеви и ги повикувам сите активни пушачи што сакаат да се откажат од пушење слободно да се јават нови броеви. Достапни сме, како што кажате, понеделник и среда од 11 до 13. Јас сум еден од тие што работат на линијата, ние сме експерти, експерти за откажување од пушење, сертифицирани, обучени од страна на Светската здравствена организација и функционираме според препишаните стандардни оперативни процедури како што работат сите светски центри за откажување од пушење. Има заинтересираност. Многу е битна медиумската изложеност за овие линии, бидејќи од нашето искуство, јас уште една колешка работи моментално на линијата, ако има емисија ден-два пред тоа луѓе во дознаваат за линијата, имаме поголеми јавувања, што помала медиумска изложеност, бидејќи не е доволно само рекламата од страната на институтот и по социјалните медиуми, треба да имаме поширока распространетост и тогаш имаме повеќе повести, но повеќето се повозрастни луѓе. Значи многу мала заинтересираност од кај младите. Од младите, па дури и овие што конзумираат или родителите што дошле до сознание дека нивното дете конзумира електронска цигара, иако мислам дека кај нас овде не е свесноста до тоа ниво за опасностите што се кријат во таа електронска цигара. Господине Гиновски, ве гледаме дека вие некако начнавте дека се почнува од семејството. Јас сум исто поборник на тие мислења дека некои навики и ова се учат до 7 годишна возраст. Потоа не може да се совладаат на ниеден нити факултет, универзитет, на сите мои досегашни предавања, дали овде, дали надвор од државата, не го зоставувам ова моја констатација. Тоа треба да сватат сериозно семејствата, родителите, но и институциите, дека една чудна балканска психологија постои во Македонија, дека секое друго дете може да направи престап, да удари друга, рече, да обие трафика, да направи ексцес, некој престап во училиште на улица, само моето не. Тоа се убедувања кај родителите и кога ќе ги
викнеш, ќе тропнеш на врата било која институција, ќе им соопшти наставник, психолог, дават голем отпор дека тоа е невозможно. Не, тоа е една многу чудна балканска психологија и тоа треба под нитого да го напуштат родителите, тоа е да се го следа своето дете. Второ, исто така не можам да одбегнам, а да не ги кажам трите битни причини по мене зашто подолго време се присутни овие проблеми, тоа дека многу е ниско нивото на свеста, како кај семејствата, така кај институциите во нашата држава, и тоа токму оние институции кои се задолжени да ги третираат проблемите овие. Задолжени да ги третираат постојано и да информираат и да постапуваат согласно законските одредби на тие институции, и ниско нивото е на изнаењата. Они многу малку знаење имаат. Како родителите, така децата. Секој се начина овде прашањето кога ќе дознаат родителите се паничат. Меѓутоа ние во овој момент сме исплашени од констатација дека ние веќе не интервенираме, веројатно колешката човек може го забележал или не, или ќе го забележи. Овде не станува проблем дека само децата се проблем, него имаме проблем да родителите веќе користат дроги и како сега ти тоа да го ставиш во еден пакет и да го санираш, да го превенираш. Значи, затоа реков, мултидисциплинарен е проблемот, сме интернирале, сме барале. Или уште пострашна, за мене загрижувачка констатација, кој реков, ниско ниво на одговорноста. Во времето на наш министер за образование ме повикува во неговиот кабинет, вели, Гиновски, спреми во тоа и тоа училиште, сакам да се направи тестирање на училиштето, се мисли клупи, рукохвати, книги, едно друго, трето, да организираме, имам сознание тие дека во тоа училиште има. Ние тоа го организираме. Има таква техника да препознаеш учебни маса и така натаму за неколку секунди, неколку минути. Замислете само што кажаме дека доаѓаме, училиштето беше гланц. Значи избришани рукохвати и маси, само затоа што да не се случи да не дојде тоа дека училиштето тој и тоа, директорката или директорот тој и тој, ке нив се нашло дрога. Од таму тргнуваме тоа нивото, ниско нивото на најдење друга, да ние се уште. Значи се уште имаме училишта во кои се наоѓа 8 оделенци, 7 оделенци се наоѓа дрога во нивните ташни. Ова го кажувам само во насока тоа дека сакам да покренам нивото на свеста кај институциите, навистина сте тие должни да влезат како институција и да ги мобилизираат професионалците, да помогнеме со одврзани раце, некој ќе рече дали се заврзани. Не се заврзани, меѓутоа ти немаш пристап либерален да работиш со тие. Дека тебе ти е тоа работа едноставно, тоа не значи ако некој инспектор или полиција појде да провери во некој школа нели дали има дрога, тоа треба да е дел од работните секојдневните работни обврски, како да кажам. Да, многу информација има од таа насока, така да колку ќе дози времето, ќе го отвориме прашањето за некои други ако има потреба така ситуација. Благодарам. Така. Сега. Така. Доктор Нухи, која дрога е највака актуелна меѓу младите? Или еве кои од овие опијати, не знам како да ги наречам, цигари, електронски цигари, претпоставам дека и овие нормални цигари со тутун, дека и тие се присутни и кај помладата популација, па имаме наргилиња, па имаме енергетски пијалоци, имаме дроги. Кои од овие се најчести кај овие најмладиве, како да кажам? Најчеста нелегална дрога употребувана не само кај нас, туку и во целиот свет е канабисот, односно марихуаната. Потоа тренд на покачување имаат и дрогите што ние ги викаме као стимуланси. Значи кокаинот исто така и енергетските пијалоци влегуваат во истата група. Меѓутоа сепак најчесто злоупотребуване се електронските цигари и обичните цигари во најмладата популација. Дури некои истражувања викаат дека прв пат пробале цигара под 13 годишна возраст, што е застравувачки проблем. Цигара со тутун, не вака електронска цигара сега од овие трендовски што се овако. Меѓутоа многу присутни се и енергетските пијалоци. Гледаме младите се склони на нив, а и тие се еднакво штетни. Претпоставам дека и тие создаваат зависност. Освен што создаваат зависност, тие многу се штетни, а особено на младата возраст, значи предизвикуваат тахикардија, односно тоа значи дека зголемено срцебиење, па таа срцебиење може да води кон анксиозност и родителите не се свесни што се случува со нивното дете, он манифестира знаци на анксиозност што може да е последица од употребува на енергетски пијалоци.
Да, вие рековте дека не знаете, нема се уште таква анализа што би утврдила или би одела во насока на тоа дали анксиозноста е проблем за да се посегне по вакви нели пак ќе речем артикли што создаваат нели зависност или пак самата зависност ги носи во една таква ситуација. Велите родителите се вчудо невидени. Дали тоа значи што мислите вие дека некако децата се испуштени од страна на родителите? Да, има и го стават сето на училиштата, на институциите. Немаат увид, немаат критичност дека и самоуверени се дека нивното дете не би можело така нешто да направи. Меѓутоа има симптоми кога децата почнуваат да се изолираат, да избегнуваат контакти со родителите, да немаат отворени разговори, да се едат многу време подолго. Сите тие симптоми може да се показател дека со нивното дете или нешто се случува во спектарот на менталните расстройства, како што се анксиозност и депресија, меѓутоа тоа укажува дека може и злоупотреба на супстанции. Така. Сте се соочиле ли некој со ситуација кога навистина некој дете, некој млад човек бил донесен во тешка ситуација, тешко, мислам, сте вложиле многу напор и труд да се врати назад, да речеме, во живот, да го поставите како нормална личност? Во мојата институција често ни носат лица што се зависници, меѓутоа ние одма ги обсервираме и гледаме дали првен се за токсикологија, за да им направат детокс, пошто ние немаме услови за детокс во нашата болница, и после им препорачуваме да ги носат за понатамошен третман. Ако има потреба од субституција, им советуваме да одат во нашиот центар за зависности во кисела вода за да попримат соодветна терапија или субституција. Така, на кое ниво сте вие, да речеме, за да биде упатено едно лице во психијатриската болница во Скопје или Бардовци, популарно наречена меѓу граѓаните? Кај нас веќе кога доаѓаат, веќе имаат, да не кажувам зависност, меѓутоа имаат проблематична употреба. Тоа е претходи на зависноста. Секогаш се обидуваме со психотерапија, со фармакотерапија да го прекинеме тој патолошки процес, меѓутоа не секогаш успеваме. Што кажав, се повеќе млади лица над 18 години веќе кога доаѓаат кај нас или имаат проблематична употреба или се веќе зависни од некоја супстанца. Особено марихуана и, како што кажав, стимуланси последен период имаме. Кај вас доаѓаат, претпоставувам, само повеќе од алкохол и од цигари, пушење, Петровски, или ние не работиме со физичко. Точно, вие работите на превенцијата, да, точно. ние работиме на превентивните програми. Еве, колку сте познати како Институт за јавно здравје дека работите на превенцијата, колку родителите, колку како институција сте отворени и колку граѓаните знаат еве за Институтот за јавно здравје дека треба некаде да се обратат, нешто забележуваат дека нешто се случува со нивното дете. Гледате, значи Институтот за јавно здравје, особено во последните 2 години од кога имавме смена со новата директорка, масивно се работи на медиумска промоција и на општествена промоција на дејностите на Институтот за јавно здравје, па затоа мора да кажам дека имаме стигната поголема популарност во последно време. Знаат луѓето, запознаени се за нашата дејност од повеќе места, но сепак тоа ќе кажам индивидуално дали тие одлучуваат, дали да се јават за да побараат помош од кај нас. Ја доаѓам од оддел за здравствена промоција и превенција на болести, така да ќе речам ние работиме на кампањите на Националната годишна програма за јавно здравје и сме поборници за тоа дека треба проблемите да се решаваат со превентивни настани. Односно, ние сметаме како наша дејност дека веќе кога ќе дојде кај колешката веќе е касно. Да, веќе е касно. Значи ние сме тие што се поборците за едукативните програми да бидат интегрирани дел во образованието, да се држат програми за родителите, зашто како што спомнавме претходно, најмногу може да се превентира на тоа ниво. Значи ако некој дојде веќе кај нив, јас тоа стварно го сметам за голем пораз, бидејќи поминало неколку слоеви на потенцијална превенција. Затоа прашав колку нивоа треба да се помине за ние немаме директен увид врз тоа. Например, ако треба некоја обука да се одржи, ние ќе одржиме таа обука. Дали понатаму тие што ја примиле таа обука, тоа знаење и го пренесат на нивните ученици, на нивните колеги, па понатаму на нивните ученици или пак во самите семејства, тоа навистина е многу тешко за да се следи.
пак ќе доаѓаме на таа една општествена одговорност, општествена свесност, каде што некој ако веќе е изложен, ако работи со тие деца, работи со родители, зашто да не им ги пружи најдобрите можни знаења, нешто што ќе биде подобро за сите, за целото општество. Целото општество ќе биде подобро ако имаме помалку зависности. Да биде подготвен младиот човек, нели што го чека во животот, дека точно на тацна некош ќе му се дадат и такви нели артикли или како да кажам, но дека не треба да посегнува по секој од нив. Одиме се со мала пауза за реклами, па продолжуваме, почитувани. Почитувани, се враќаме во студиото, продолжуваме со емисијата со 24 анализа. Господин Гиновски, рековме дека децата се учат од најмалата возраст, дека прво одговорно би требало да е семејството, велам би требало, бидејќи еве на тоа советување, како да кажем, на таа трибина што беше организирана во Центарот за лечење на зависности, беше и кажано од одредени директорки од основни училишта кои што не сакаа вака јавно да говорат пред камера, но беше кажано дека има често пати проблеми со родители кога ќе им биде земена електронската цигара, па доаѓаат, се караат со нив да им биде вратена електронската цигара на нивното дете, па дури и за роден ден им купувале цигари. Дали е тоа можно вака, не знам. Да. Што велат еве вашите сознанија? Верувам дека реакциите, верувам во тоа, во изјавите на наставниците, тоа се случува и под нас на било што да се случи со детето, не само електронската цигара. И паќањето на таа мала доза на опаковка на марихуана, на било колков ексцес, па дури имало напад на родител врз наставници. Речи, бев советник во Министерството за образование за социопатолошките појави, во соработка со нашите инспектори за образование, тоа сме го следеле. Точно е, за жал се јавуваат такви ситуации да токму тоа ја омаловажува, односно не дава можност да се тргне со превенцијата. Само би се навате многу интересно ми остана печатокот, односно сакам да го потврдам што колешката го кажа дека навистина марихуаната во моментот, значи била, сега е се уште доминантен канабисот, посебно според моите анализи, пошто ние редовно како член во 3 мандата бев советник, член на меѓуресорската комисија за други при Министерството за здравство, ние на месечно ниво сме добивале извештаи. Од таму ќе се види колку ве порастот. Моментално доминира точно канабисот. Меѓутоа констатацијата исто така моја е дека порастот е многу пораста од кога се отворија производствени фабрики, односно лаборатории. Кога нели законски дозволено во медицински цели, нели употребата на канабисот? Јас се борав, имав напади од Сметате дека од тогаш е уште поприсутен канабисот? Да, сметам дека она што го следиме сега дека од тогаш порасна. Не велам дали таа излегува таму, тоа има институции кои тоа се го следат. Меѓутоа таа е присутна во комшилокот, присутна во кероднините, има секаде и на крајот околу овој дел сега е тоа дека ја користам и оваа прилика, младите и родители треба да знаат дека децата се задоени со една информација дека од тоа од другарчијата или од така наречен дилер, дека па не е општо тоа, затоа направија да ги поделија дрогите на лесни и тешки дроги. Но нема тоа лесни и тешки дроги. Сите други се други, опасни, меѓутоа децата им садија во мозочињата дека не бе знаеш ти можеш да земеш кога сакаш и кога сакаш можеш да оставиш. Второ, таа не создава зависност и тие тука се залетаа без да знаат дека што може да се стае во цигарата, а ние сме паќале цигари не само чист канабис, него ставен со некоја доза на мал хероин, на диазепам, тоа е исто како големо широко прашање за објаснување. Значи тука оние немаат информација, затоа се овие трибини кога ги одржуваме низ училиштата и по тие трибини, затоа што ние правиме истражување. Еве каков е интересот на тие трибини? Дали децата веќе чувствувате дека знаат за тие други, слушнале за тие други, дека знаат како функционираат, какви ефекти предизвикуваат? Колку се свесни за тоа? Значи вака, мојата магистарска теза беше одбраната со насловот превенција од злоупотребата на дроги, фокусирана врз факторите на ризик. Овде во оваа студија траеше 10 години и анкетиране се 4622 ученика. Значи не е мал периодот. Еве само едно прашање, че знам, дали би земале вие дрога кога би имале прилика? Тако прашање има едно. 12% од учениците без да знаат каков е моделот на превенција, значи каков е моделот на предавање, кој ќе им дојде, дали психијатар,
било кој предавач, значи они не знаат каков е моделот на превенција. Они одговараат во анкетата, затоа што секој пат ние, како тим, јас сум правил анкета пред предавање и анкета по предавање со видоизменети прашања. Ако во првата анкета кажале дека 12% би зеле кога би имале прилика, рапидно паѓа процентот кога ќе се одржи предавањето, ама опаѓа само затоа што е визуелно, мултимедијално, затоа што тука ние едно време го вклучуваме Ди Каприо, филмот со кошаркар, со таа цена кога доаѓа, кога моли мајката, тоа се језиви цени. Кога они само тоа ќе го видеа, само ќе наведнеа глава, тоа влегува во мозолчето нивно и паѓа на 2%, на 1% и нешто. Значи, за тоа нас ни треба да продолжат тие мултимедијални предавања, значи мултимедијални, визуелни, за да го воспреме со мозолчето. Значи, има такви програми, да завршим со следно, така стација, дека Македонија имаме 3 оставени се во Министерството за образование и наука. Но дали се применуваат, дали се Јас ги оставив како деца? координатор, значи тоа е првиот проект кој влезе кај нас во 117 земја Македонија беше, насловот е зајакнување на семејствата. Прекрасен, предобар, светски проект. Втората беше вештини за тинејџери, и двата го третираат проблемот на зависности, и третата е правна социализација на младите. Бомбона, што викаме народно. Меѓутоа, не читам, 4 години, 5 ми е како сум таму, како не сум во Министерството, меѓутоа, ако не се консултирам, се прашувам, меѓутоа, нема медиумски, нема некаде да слушаш дека е одржано предавање. Јас посакам, некаде да повикува, да влеземе како тимови, затоа што искуствата се големи, треба да се искористат и да си ги спасиме и сечие знаење и секој искуство апсолутно, за да се спасат децата и родителите, семејствата. Еве, доктор Нухи, слушнавме од господин Гиновски дека најзастапена е марихуаната. Што мислите вие? Дали го споделувате неговото мислење и дали сметате дека е таа поради цената или поради полесната достапност до меѓу младите? Значи, како што спомна колегата, она е презентирана како лесна дрога, што е многу погрешна презентација, меѓутоа има улога и цената. Значи, поевтина и подостапна е, ја користат, кажав, некои адолесценти ја користат за ублажување на симптомите на анксиозност и други негативни симптоми и мислејќи дека еднократна употреба нема да ствара зависност, што стварно е така. Еднократен експеримент не секогаш води кон зависност, меѓутоа продолжено и повторно земање или изложеност кон супстанца води до зависност и понатака во животот и од други ментални нарушувања. Така, колку се луѓе што доаѓаат во таква состојба, што велите више неколку нивоа поминали, доаѓа кај нас, тоа е веќе некоја загрижувачка фаза и тоа, колку се свесни за реперкусиите, што и за последиците нели од примањето на дрога. Велат веројатно од љубопитство примиле, иако вие велите сме правиле анкета дали би зеле дрога, некои и би се исплашиле, па од страв не би сакале да, а некои имаат, како викаме ние, знати желни деца што сакаат да пробаат се во животот. Ние кога ги примаме пациентите во нашата установа за хоспитален третман, секогаш формираме историја на болест. И една од прашањата е дали сте пробале психоактивни супстанции. Некој вика да сме пробале, некој вика дека тоа го прават од време на време, некои се и зависни, меѓутоа толку храбро го кажуваат дека и понатамо и повторно ќе го правам, особено имаме такви пациенти што злоупотребуваат марихуана. Се мислат дека имаат некоја резистенција кон зависност. Тоа е патолошка храброст, би ја кажала. Родителите не сакаат, веројатно се вчудо невидени од она што го слушаат, бидејќи предпоставам дека доаѓаат со нецелосно знаење што е нели детето, на што им е подложно, што зема и тоа што говори за нив, дали тие се плашат да пријават, средината да не ги дознае, бидејќи таква средина сме ние традиционална, колку тоа зема данок, да речеме. Да. Во се порано, нели, можно порано откривање на... Да. Некои родители просто не се свесни дека нивното дете злоупотребува супстанции, некои родители тоа не го кажуваат од стигма, што ќе кажат комшиите, например. И тоа секогаш го прикриваат, не знаејќи дека последиците ќе си ги плаќаат и нивното дете, меѓутоа ќе го плаќаат и они како родители понатака во животот. Како семејство и тоа. Да.
Мартин Петровски, вие рековте дека работите на овие линии за откажување од цигари, рековте дека почести оние што се јавуваат што го потребуваат кол центарот и оваа можност се повозрастните луѓе. Рековте дека имате искуства дека луѓе се откажуваат од цигари. Како го постигнувате тоа? Колку е потребно, да речеме, во просек еден третман, колку трае, што содржи тој третман за откажување од цигари? Секој јавувач си е приказна само за себе. Значи, не постои ни една ставка од првиот или било кој повик што ќе гарантира дека тој сигурно ќе откаже или пак не знам, нема ни да проба. Секој јавувач е приказна сам за себе. Ние околу 90% од тие што се јавиле се откажале. Многу е битна волјата кај јавувачите. Значи, ние им помагаме да го направат, им помагаме во правење на планот, им даваме насоки, ги запознаваме со штетностите, им ги запознаваме со можните методи за откажување, бидејќи станува подостапна фармаколошката терапија, никотин заместителната терапија. Како поддршка, кои симптоми би очекувале да се јават на со нас да се консултираат ако имаат некои си соннежи, некои си, не знам, анксиозност, било какви проблеми поврзани со откажувањето, ги запознаваме што би очекувале и ги следиме. Тие што се откажаа, ево конкретно моите јавувачи што се откажаа, бел вие што уште од првиот повик веќе сврстили дека сакаат да се откажат. Кај тие останатите кај сите наши ние најмногу работиме на мотивацијата. Само со тоа може да ги спотикнеме, се индивидуално, не може со сила никој не ништо да го натераме, ако некој не сака да го направи, тоа едноставно не сака да го направи тоа. Наше е да му ги покажеме, да го запознаеме со сите факти, со што влијаат на неговото здравје ако не е запознаен, да го запознаеме со бенефитите што би ги имал лично, а и неговото семејство и на крај општеството, со цел да го мотивираме за да се откаже од употреба на тутунските производи. Тие што се колебливи, работиме во текот на неколку наредни повици, повеќе на мотивацијата и така функционираме каде што договараме датум за откажување од пушењето во тој период. Се спремаат луѓето за... Колку обично трае, да речеме? Сега индивидуално е. Индивидуално јас искрено со моите јавувачи не препорачувам да е повеќе од 2 до 3 недели, максимум 4 недели од тој иницијалниот повик. Каде што првиот повик нели од нивна страна, наредните 3 до 4 повици јас ги инициирам за да се слушнеме со докаде се, што се, како се. Ако откажат, понатаму се договараме дали сакаат да се слушаме еднаш неделно, еднаш 2 пати неделно, секоја втора недела, индивидуално. Така, бројките се неумоливи, над 45% од македонската популација од возрастната е пушачка и некаде сме на врвот во Балканот, не знам, некаде во првите топ 10 во Европа, веројатно, нации што пушат, тоа е навистина загрижувачка бројка. Во принцип нездрава нација, така пушењето знаеме кои ризици по основ на здравието ги носи. И нормално е оптеретување и на здравствениот систем и тоа така си оди нели во недоглед. Но прво за здравието на секој еден човек. Гиновски, ги спомнавме дека родителите се клучна алка. Што може друго системот да направи? Еве гледаме дека веќе и поразвиени општества, сега пред некој ден имаше во Австралија каде што забранува одредени мрежи од овие социјални мрежи на 16 годишници, значи до 16 години да немаат достап до одредени социјални мрежи. Еве ние гледаме секојдневно билтените од Министерството за внатрешни работи, се пишува дека не знам во тој бар, во тој град најдени овие малолетници нели присутни во барот каде им се точи алкохол, тука има и цигари и све, па завршуваат нечесто и со насилства, како велат дрога на пазарот, тоа е услов за поголем криминал и за насилство, што е више секојдневие кај нас стана. Па да бидеме отворени, искрени, со цел да ние сме овде да помогнеме на родителите и на институциите. Апсолутно, затоа и правиме се уште се точи алкохол на малолетници. Јас на трибината кажам, јас како дедо излегувам. Во 12 во 1 јас одам. Имам другарки за да ги контролирам професионално. Не е тајна ништо што таму гледам. Затоа апелирам до родителите да се освестат, да сватат дека родителите, односно семејството живеат во едно опасно време. Демнат разни појави. Вклучително и ова сега што го дискутираме. Само што они не може да сватат, они не се заинтересирани да прво да го следат жаргонот нивни. Прво во едно од многото мои предавања кој ќе кажам жаргонот или фајча нешто во ташната или наставничката професорката фајча во ташна нешто, го отвора и гледа нешто или кажува нешто детето дома,
сопругот тука и на телефон му се јавува, например, практично. Добро, важи. Се гледаме вечер, во колку рече, во 9, во гајба да се фураме. Мајката и таткото, тоа го следат и мајката му вели таткото, види, младост, лудост. Не е тоа младост, лудост. Ке се најде точно, во гајба е подрум од станот, да се фураме. Ако сето тоа го знаат, значи, марихуаната, како да препознат? Мајката ја фајча опаковката, а не гледа дека тоа е марихуана. Или влегува во влез, миризот ги удара во влезот. Сега ви ги учите родителите како да бидат инспектори, така и тоа не е срамно или Ама зашто срамно? Подобро да го спасиш на време, него да го носиш за жалке колешките во институцијата. Што е подобро? Нема тука, не е тоа се работа за инспектор. Се работи родителски закрил да го заштитиш од аделените се во влез, во сумалото, во паркот, секаде ги има. Кај нас, ето го кажам на трибината, само во моето мало наживење, данас за неколку години, ние 7 млади деца изгубивме. Кој е најдено во подкровето, кој е најдено во лифтот на тревникот. Зборам пред, може 5-6 години. Сега нема бидејќи не сум али добивам информации, да речеме, добивам информации од мои клиенти од затворот Идризој кои лежеле таму со години тешки зависници. Еве колешката знае дека имавме ние зависни кој 12 грама хероин дневно земаше. И колеги не вели за тоа можно. И кога го прашав како, вели како да ви кажеме, навлече марихуаната. Значи треба да знаат младите. Ова го правичо, меѓутоа ќе слушаат тоите ќе го пренесат. Се стартува се качува, што викаме ние на марихуаната, патуваат, доаѓаат до најопасата, па да не збориме колку е прелјава, ние викаме цементирање, они го знаат тој термин. Сме наоѓале цементирани буквално за пушување на хероина со дори имавме, се наоѓаше не беше кај нас во Лондон, отров за глувци. Само за да зголемат масата, цемент, бел шекер. Да, шеќер во прав. Страшно е. Треба да се освестат родителите, навистина да се разбудат до одвојство, да речат, да, сине, ќе го следам како дете мое. Тука сме да помогнеме, сега еве наскоро уште овде да го сопштам дека во план е една покана од едно училиште да го одржиме предавањето на стандардното мое предавање. Јас ќе ви информирам како телевизија колегите ќе ги викам, за да едноставно имаме добиено рецензиони мислења и од странство за тие два предавања. Меѓутоа јас кога видов дека тоа предавање дава високи резултати во превенцијата, навистина високи. Меѓутоа гледаш дека темпот уште повеќе расте. Како ти едуцираш, така МВР те информира дека фатене толку. Јас бев принуден и навистина ми е драго, и тоа сакам да се забележи, да го забележи камерата и родителите, дека подготвив со мојот тим најнов превентивен проект кој се однесува за деца од најмала возраст. 4, 5, 6 до 7 оделение, преку прикази и раскази. Ако е болкото за Снежана, зашто таа починала таму се стартува, тоа мало мозоче. Тоа јаболко е она што не треба да го земе од непознат човек. Да. И така. Па добро, точно, низ приказни, низ теми што се соодветни за нивното време. Затоа рекол за нивната возраст, така. За нивната возраст. Широка е темата, така. Така, доктор Нухи, од што е најголемата зависност и најопасната? Дали од цигари, од електронски цигари, од пушење или од дроги сепак? Речи си од сите. Меѓутоа секогаш, како што спомна колегата, се почнува во наводници со полесна, па потоа се развива толеранција, секогаш се зема поголема доза за да се постигне истиот ефект, што води некогаш и на овердоз и со летален исход. Значи, сите дроги не се во опција, од сите се развива зависност, од сите се развиваат тешки последици. Еве, колкав е процентот од тие што доаѓаат, што се веќе со статус на зависници, со желба за, како се вика, за извлекување од таа ситуација? Еве, велите вие некој и пак продолжува и вели ќе продолжам, не ми е битно тоа што сум таков како што сум. Во програмата за зависност има огромен број. Во нашиот центар дневно се лекуваат над 600 пациенти.
Што подразбира лекувањето? Тие се на субституциона терапија. Обично ние третираме зависност од хероин, им даваме заменак што е метадонот. Меѓутоа, желбата на почеток е голема. Меѓутоа, не се знае како ќе биде текот на животот. Во еден период од животот под стресни фактори, стресни ситуации можат повторно да се навлекуваат на дрога. И резултатот, како да кажам, немаме добар фидбек, немаме добар одговор. Дали се тоа програми, не знам, во светот, сигурно правите компарација кои програми во светот даваат најдобри програми, или тоа се тие програми што се присутни и во светот, дали ние како општество, како систем, како финансиска моќ со која располага општеството, можеме да се приуштиме и на некои други програми, не само зависност, па да се направи зависност од друго нешто, да речеме. Една зависност да се излече со друга. Во Центарот за зависност кај нас е тој програм што ги следи трендовите низ Европска Унија. Меѓутоа, секоја држава си има своја политика и свој програм. За жал, кај нас во Македонија немаме третман за стимуланси, за кокаин. Даваме терапија која што ги намалува тие импулси за да се зема повторно дрогата. Исто така ги третираме и последиците од дрогата, пошто често и прекумерно употреба на марихуана често води и до психотични нарушувања. И тие еднаш ако се закачат, условно речено, психотични нарушувања, претпоставувам може да се акутни или транзиторни, терапијата трае, меѓутоа не значи дека нема да се повторат, особено ако повторно се изложува на супстанца. Рековте дека дури овие електронски цигари, енергетските пијалоци исто создаваат зависност што ќе остане на ниво на користење на овие артикли или ќе се прибегне кон користење на дроги? Тоа се зависи, тоа е индивидуално. Дали во еден момент ќе може да има една самоконтрола или регулација, и кажав исто така можноста да се справува со страв, со несигурност. Ако созрeva навреме мозокот, значи многу фактори се комплексна е врската, меѓутоа сакам да напоменам што порано се почнува со злоупотреба на супстанци кога не е развиен фронталниот кортекс, толку поголеми се опасностите и последиците за развивање на баш класична зависност. А колку се родителите расположени да работат заедно со нивното дете, да речеме, и со вас како стручни лица за извлекување од зависностите? Како што спомна и колегата, има амбициозни родители што ја сваќаат како што треба проблематиката, меѓутоа не секогаш наоѓаме на ист ранг. Некои родители сепак, кажав, ја во мојата институција работиме со 18+. Со плюс 18, така, да. Меѓутоа, често кога ги прашуваме кај ја снабдува дрогата, па вика некогаш и јас сум принуден да му купувам дрога за да се смири таа агресија, што е родителот, да, што од една страна е жално, меѓутоа сепак за да се купираат тие симптоми, за да се носи, да не се носи на психијатар поради стигмата од околината, често така родителите се принудни самите на своите деца да им купуваат супстанца. Жалост. Така. Доктор Петровски, што велат вашите сознанија, каде е Македонија на тој план? Предпоставам следите и регионот, па и светот, препораките од Светска здравствена организација околу сузбивање и намалување на бројот на зависниците од пушење, да речем. Ние ги имаме сите... Пардон, да. Сите активности не се вклучени во тоа поле. Единствено нешто на кое што активно во моментот работиме и се очекува законски измени во наредната година, битни се промени во Законот за заштита од пушење, каде што ќе бидат вклучени овие електронски производи. Сега законот се уште во нацрт фаза, не се донесени сите заклучоци, не е донесен во финална форма, но битно е овие новелти продукти што ги нарекуваме да се вклучат во тој закон и да бидат регулирани, бидејќи ја нашната темата, најсилната зависност според мене на денешницата е употребата на социјалните мрежи, а овие тутунските индустрии го користат тоа како најсилно оружје за промовирање на овие производи. Значи, знаете,
имаше повеќе случаи со инфлуенсери кај нас што рекламираат не само употреба на вејпови, на електронски цигари, туку промовираат и сите не изненади, имаше и уметници, имаше спортисти, дури промовираат и коцкање, промовираат пороци, промовираат неубави, нездрави активности кај младите и сето тоа треба да се регулира. Тоа е вистинската зависност со која треба да се бориме првично за да крепнеме како општество. За да спасиме нели најмладата популација. Тие се примамливи, така сите си мислат дека имаат вкусови, дека се не знам шарени, црвени, жолти, зелени и си мислат дека ова мене никако нема да ми наштети. Дека не е штетно, уствари. Дека ова е окей за мене, чим има вкус на јагода, ништо не има. Плюс во самите семејства 45,4 рековме од возрастната популација пуши. Значи голема веројатноста во секое семејство барем еден родител да пуши. Статистички не мора да е секогаш точно. Каков пример даваат родителите на своите деца? Значи татко ми пуши добро, па и вајде не е толку лошо, чим татко ми пуши, можам и јас да пушам. Тоа е во рамките на семејството ги добиваат првично, како што рековме, тие сознанија дека тоа е окей навика и дека може да го прават. Затоа сите родители, еве ако не сакате да се откажете од пушење, гледате барем не го правите пред своите деца, зашто им давате лажна слика дека тоа е окей, дека тоа е нешто што може да го прават без долгорочни последици врз нивното здравје. Никој родител не сака да има болно дете, секој родител го сака најдоброто за своето дете. Ова е нешто со минимален труд што може да го направите за да обезбедите нешто подобро за вашето дете и за вашето семејство. Така е, апсолутно. Гиновски, што од каде системот малку повеќе да покаже гард, да речеме, кон овие појави? Некако точно дека и малку се зборува, не велам дека и малку се прави од страна на стручните институции и стручните лица, меѓутоа ако се прави, тоа и ќе стане видливо, еве како оваа трибина што ја направивте, па дојдоа медиуми, па проширија, па прочитавме и еве се јави нели иницијација, потекна и за емисија една да организираме. Каде, пак по втор пат ќе ве прашам, каде затајува системот најмногу? Системот и за следење на овие млади луѓе, како да кажем, треба можеби од најмала возраст, од не знам, социолозите, психолозите во општеството, педагозите во основното училиште, можеби од таму уште. И порано биле поставени овие прашања и повторно и сега вие, затоа што е нормално во ова бунило. Според мене, владата на Република Македонија, во која верувам, затоа што од проблемите кои се наталожени, да речеме сега, од повеќе проблеми економски и меѓународни и така натаму, институциите, посебно ја цврсто верувам доколку премиерот наш осознае ваква проблематика. Јас верувам дека тој ќе ги ангажира институциите да ги разбуди, затоа што тие до сега не гледам да се активни во тоа. Значи, не гледам да самите тие покренат, да кажат, ова е стратегијата нова на државата во која ќе почнеме со ова. Ако наши колеги патуваат и патуваме, донесуваме знаење од надвор, се тоа треба да се прибере и да направиме нешто како што направиме во пред 10 нешто години, кај што владата на Република Македонија оформи тим од тројца, од инспектор од МВР, јас еден доктор од Министерството за здравство, ја обиколивме цела држава изворно, значи изворно, не од самите наши институции, како е со царина, како е во училиштата, како е во аптеките, во тоа време фенобарбитонот го делеа како бомбончиња кога ги фаќавме. Значи, што би се направило со тој тим, ама све ќе поминат, се ќе помине тој тим. И сето тоа ќе го свера на владата на Република Македонија. Ама тоа да биде системски, да не е кампањски. Не зборам, веќе кога премиерот дава овластување на тројца, кој ќе ги каже, ти имате све, ние сме оделе во сите градови, значи сите општини, сите аптеки во државата сме ги поминувале на ненајавено, само легитимица ќе покаже дека сме држава. На царина не знае дека сме ние тој тим. Значи, царините, и сме добиле комплетно, затоа што секој па се води аптеките. И тоа го презентираме на израстена стратегија, тргна добро. Ама знаете што се менуваат политичките лица и доаѓаат нови проблеми, пак ќе повторам, владата... Ама добро, тоа не треба да е независно од која било политичка провиненција. Па не зборам како оправдување, него зборам, третира сите граѓани. Па да, може би дојде при крајот, чисто како порака, за да ја користам ова прилика, може би најдобро е да го сватат следно родителите и децата,
дека многу малку знаат, го нема тоа знаење во себе дека најнапред, односно дека алкохолот, тоа е светско докажано, мислам, светски студии го покажуваат. Алкохолот после хероинот е најопасна дрога. Тоа го покажа и кај нас студии во Македонија. Тоа прва работа. Втора работа, треба да знаат дека првата фаза во која го заглавува човекот е тоа дека човекот ја зема дрогата. Кажа колешката од кои причини. Радозалност, лесна дрога и да не злоупотреба време, тоа е првата фаза. Од кога таа ќе помене човекот да зема дрогата, доаѓа втората фаза, дрогата ја зема дрогата. Знае како командуваат органите во телото, сега па се зголува во пол и на крајот доаѓа фазата дрогата го зема човекот кој повраток, да не кажам нема, се минимални тебе и колега се борат и ке се борат, меѓутоа се минимални успесите во лекувањето. За да не дојде до ова, мора родителите, па ќе кажам, семејството е најглавната алка која треба да се ангажира во сето ова. Благодарам. Доктор Нухи, рековте 600 доаѓаат на дневна база зависници од дрога. Располагате ли со информација колкав е морталниот процент, да речеме, на овие уживатели на дроги, или не располагате со таква? За жал немам достапна информација. Так, затоа што сакаме сакам чисто да представиме колку е можно излекувањето или држењето на едно ниво, да речеме. Сигурно има, меѓутоа јас искрено да кажам не сум информирана. Так. На која возраст се уште тоа сакам да кажам, значи рековте вие од 18 плюс, така, а каде се третираат овие помали граѓани наши, најмладите лица? За некоја зависност не мора да е дрога, електронски цигари. Во клиника за психијатрија, универзитетска клиника за психијатрија, во детскиот оддел, исто така во клиниката за психијатрија има отворен и кабинет за зависничко однесување. Предпоставувам дека третираат да и зависност од коцка, од дроги, алкохол и други супстанции. Сигурно има и коцка, мислам, бидејќи коцкарници има на и секој чекор она е во тренд. Да. И тоа исто во тренд како зависност, така? Да. И онлайн коцка. На социјалните мрежи. Да. Преку мобилни телефони, преку лаптоп може да играат некоја игра на среќа. Так. А дали вам ви се достапни некои превентивни програми, да речеме, што им ги кажувате во контакт со тие млади луѓе или со овие 18 плюс, дека не знам, треба превентивно да си делуваат или веќе ние сме веќе ѓаволот ја однесол шегата, да речеме, кога ќе дојдат. Ние сме како да кажам последната станица веќе. Каде што враќање нема назад, освен само силна волја, нели? Превентива кај нас многу малку се работи, обично советуваме, меѓутоа програма за превентива нема. Нема таква работа. Тоа е во Институтот за јавно здравје, во делот на пушењето, некоја новина, нешто да кажете во тој дел? Ништо, само да кажам дека ви благодарам за поканата на емисијата. Да апелирам уште еднаш до родителите и до сите пушачеве. Ако имате потреба, ако имате волја да откажете пушење, јас активен пушач, или пак сте загрижени за некој ваш близок што би сакале да го насочите да се јави кај нас, слободно јавете, се ќе бидат објавени броевите на линијата. Мислам да ја консултира страницата на ИАС. На институтот има достапни платоци не само за пушењето и за сите други, имаме информативни за голем број заразни болести, за сите превентивни програми, за сите наши активности, имаме водичи за сите за здрав животен стил. Значи, ако сакате, ако ви интересира слободно Институтот за јавно здравје, www.tipoha.mk, сите овие платоци се достапни. Таму ги објавуваме сите наши истражувања, вклучувајќи и овие за зависност, кои баш ќе биде промовирано целото истражување во текот на наредниот месец, каде што се опфатени сите форми на зависност, и на социјални мрежи, и коцкање, и цигари, и дроги, и сите супстанции, алкохол. Ќе добиеме покана се надевам, така да обрнеме внимание на сето тоа. Тоа е за годишно ниво истражување или повеќе годишно? На 4 години се прави, тоа е за ЕСПАД истражувањето. Претходното беше 2019, ова 2024. Тоа е европското, нели? Да, европското прави за Македонија. Да. Ете ќе видиме каде сме, нели, како сме се движеле на тој план последните 4 години. Гиновски, уште нешто да додадете или веќе се одјавивте? Мислам дека се кажаме, меѓутоа уште една реченица заради ова динамика која денеска говориме проблематика. Јас веќе во завршна фаза подготовката на мојот втор прилечник,
затоа што во 94-та година кога говориме за оваа проблематика, јас подготвив еден прирачник родителски водич кој е тука пред мене, кој го објави во 5000 преминалици, прирачник кој спаси многу семејства, затоа што внатре се запознаа и како изгледаат други пораки, така, и чувствувам потреба да го тоа проширам и многу брзо да го издадеме во поголем број на примерици. Добро, убаво е тоа. Се надевам дека ќе помогне многу. Вашите знаења и искуство нели да го ставите на тацна на граѓаните, еве се надевам дека и ние малку помогнавме со оваа емисија и со благодарам што дојдовте, што одвоивте време и што проговоривме на овие теми за кои што треба нели почесто да зборуваме, бидејќи за најмладите станува збор, за иднината на нашата држава. Благодарност до сите вас и благодарност до нашите почитувани гледачи. Довидување.